Колку се почитуваат работничките права во Македонија, разговарам со првиот човек на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, Благој Ралповски. Господин Ралповски, колку работникот е почитуван во сопствената држава? Пред се, благодарам тука што не пратите и сакам на сите работници во Македонија да им го честитам 1 мај денот на трудот. Особено на оние што беа тука да не поддржат и на оние што не се тука, се надевам дека заеднички ќе се избориме за подобар работнички живот. Правата на работниците во Македонија, како што знаете, во изминатите години не се почитуваат, законите се кршат секојдневно, се кршат колективните секојдневно и затоа денеска бевме тука да го искажеме нашиот револт за тоа што нема правда за работникот. Како што гледате, нашето мото е кебапче за работникот, бифтек за власта, затоа што од нашите плати кои што останаа во изминативе 5 години, затоа што не се почитува законот за минимална плата, остана само за уштеден кебап. Од друга страна, имаме непочитување на правата во делот на работното време. Се вративме пред 1 век. Сакаа да не вратат пред 1 век кога се бореше работникот за 8 часовно работно време. После 1 век од кога е добиено ова право на интернационално ниво, ние сакаме во Македонија да го укинеме. Тоа право е суштинско и круцијално право за работникот, затоа што, како што знаете, повредите на работно место, па и смртните случаи најчесто настануваат при повреда на работното место поради прекувремена работа на работникот. Еден од клучните проблеми е непотпишувањето на колективните договори, зашто изминатиот период на големо алармирате, меѓутоа нема кој да ве чуе. Па во изминатиот период не протестираме или не алармираме само за колективните договори, гледаме дека многу закони од работничката сфера, од трудовото право се во оптек и буквално се купува време. За 3 месеци се разговара за закон за работни односи, 3 месеци разговараме за закон во јавни плати, па 3 месеци разговараме за општиот колективен договор во јавен сектор и повторно се враќаме од почеток и со тоа очигледно се купува време од власта само да не ги почитува постоечките закони кои што сега важат и кои што според нив треба да се поплачат и усогласат платите на сите работници исто како за нив. Додека владата, како што велите, не почитува дел од законите, се кршат човековите и работничките права, од друга страна се ги покачува платите за дури 78%, што од, како што кажавте неколку пати на протестот и изминатиот период, кебап за работникот, бифтек за владата. Како го коментирате тоа што државата не води грижа за сопственото население? Па треба власта да праша како го коментира тоа што ние доаѓаме тука и ги покажуваме сликовито на што е паднат работникот во Република Македонија. Треба да им биде срам со тоа што го направија со нивните плати, тоа што не го направија со нашите плати, за што протестираме 5 години го подигнуваме гласот, треба да им биде срам во тој дел и да се запрашат со кои работници ќе останат во државата. Ако продолжат вака, нема да имаме никаков просперитет, како што гледате, младите се повеќе ја напуштаат државата, работници нема, државата се празни, ќе останат само пензионери. Жална е сликата што секојдневно си купуваат и помладите, и они работоспособното население се повеќе купуваат билет во еден правец и тоа е сериозен проблем за државата, точно поради тоа што правата се за жал непочитувани. За жал се празни државата, младите напуштаат државата, токму поради овие причини, кршењето пред се на работничките права, недоверба во институциите. Еве зошто како синдикати, морам да ве прашам, не се обедините еднаш за секогаш и сите сплотени заедно да настапите пред граѓаните? Па, барањата на синдикатите во последнава година полого време веќе се скоро исти, затоа што чашата е прелиена и сите синдикати го сватија палењето на црвеното светло. Концептот е различен. Ние не сме за линеарно покачување на платата, него за процентуално, како што се плати на функционери. Знаете дека многу години наназад ние протестираме за усогласување процентуално, а не линеарно. Ви благодарам за одвоеното време и се надевам дека еднаш за секогаш ќе се чуе гласот на работникот во оваа држава. Благодарам и на вас за вниманието.